Почитувани, денеска преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Министерството за финансии, на сметките на тутунарите се исплатени 22 милиони евра субвенции за реколтата од 2017 година. Тоа е околу над 80% од вкупниот износ кој што ќе биде исплатен за тутунарите. Останува уште помал износ од 20% кој што после завршените контроли веднаш ќе биде исплатен. Продолжуваме со политиката првин на неселективни и субвенции кои што се исплаќаат во еден ден на сите тутунари, како и за другите категории на земјоделските производители. Продолжуваме со политиката на навремени субвенции со исплата на парите и враќањето на парите назад кон граѓаните тогаш кога им се потребни за да инвестираат во новата реколта. Оваа година тутунарите добија зголемени субвенции во 3 нивоа. И тоа во првото ниво за прва класа од 80 денари по килограм, за второто ниво за втора класа од 70 денари по килограм и третото ниво за трета, четврта и дополнителните класи од 60 денари. Продолжуваме со политиката на стимулирање на квалитетното производство кој што треба да го постигнат тутунарите и затоа уште од оваа прва година направивме нова политика на субвенционирање во 3 нивоа, односно зголемени субвенции на основа на квалитет, се со цел да произведуваат квалитетен тутун. Оваа дејност на Македонија и носи девизен прилив од околу над 100 милиони евра кои што влегуваат во државата. Со неа се занимаваат околу 24.000 семејства и таа е една од традиционалните земјоделски дејности во државата. И затоа даваме уште во првата година од мандатот еден силен поттик. Оваа година достигнавме историски нависока откупна цена од 217,6 денари по килограм кој што беше исплатен на тутунарите. Го предложивме и новиот закон за тутун кој што е целосно завршен, а со кој што со неговото донесување од страна на парламентот веќе од следната реколта нема да се вадат евидентните листови од подречните единици, туку тутунарите ќе склучуваат директни договори со откупните компании. Од оваа година стимулиравме и конкуренција во целокупното производство со нови компании кои што влегоа и кои што во наредниот период ќе влезат во овој бизнис. Во следниот период веќе се подготвуваат и пуштањето на новите инвестиции во целиот регион кои што се дел токму од индустријата за тутун. Продолжуваме со политиката на навремени, редовни и зголемени субвенции, тогаш кога се потребни на земјоделците и на тутунарите, но и со политики да стимулираме квалитетно земјоделско производство. Благодарам.